Во еден клуб во кој што членуваат 8 студенти, потребно е да се избере раководство, председател, подпредседател и благајник. На колку начини може да се избере? Во еден клуб во кој што членуваат 8 студенти, потребно е да се избере раководство, председател, подпредседател и благајник. На колку начини може да се избере раководството? Чи забележуваме дека имаме 8 различни студенти, иако тоа не е нагласено, тоа се поразбира. Најпрво, на колку начини од овие 8 студенти може да го избереме председателот? Тоа може да го направиме на 8 различни начини. Кога применуваме правилото на производ, независно од изборот на председател, преостануваат 7 други студенти, од кои што треба да го избереме од председател. По 7 студенти, од кои што треба да го избереме од председателот, и за благајник остануваат само 6 студенти. 8 по 7 по 6 е 336. Раководството може да го избереме на 336 различни начини. Ова задача може да се реши малце поинаку, користејќи пермутации. Вие дефиниравте дека R пермутација без повторување, N R е еднаква на N факторијал врз N минус R факторијал. Се разбира, ова R е помало од N. Што значеше ова? Од множество со N различни елементи да изберете R елементи и при тоа да е битно местото кој ќе го ставите на прво место, кој елемент, кој на второ место, така натаму кој на R-то место. Со други зборови правите R-торка без повторување од множество од N различни елементи. Одева кој е множеството на различни елементи? Тука множеството на различни елементи се 8 студенти, значи имаме множество со 8 различни елементи. Ако ја дефинирам следната тројка, на прво место да го ставам председателот, на второ подпредседателот и на трето благајникот, на колку различни начини можам да ја направам оваа тројка? Имаме пермутација кај која што ова R е еднакво на 3, а ова N е еднакво на 8. И ова пермутација се разбира без повторување. Не може да оставите истиот председател, подпредседател и благајник. Тоа не е кажено, но задача го подразбираме. А така, бидејќи е битно кој е на прво место, бидејќи тој ќе биде председател, битно е кој е на второ место, бидејќи тој ќе биде подпредседател, а на трето место ќе биде благајник. Во овој случај имаме пермутација 3 и ова е 8 факторијал врз 8 минус 3 факторијал и ова е 8 факторијал врз 5 факторијал. Ајде ова задача 8 факторијал како може да го запишете? 5 факторијал по 6 по 7 8 5 факторијал, 5 факторијал со 5 факторијал се грати. Ако имаме 6 по 7 по 8, исто го имавме и тука, и ова е 336 различни начини. Дорека сме на почетокот, да повториме нешто од предавањето. Што ако оваа задача се бараше само да избереме група од 3 студенти? Обично, да не е битно што ќе биде првиот, вториот или третиот, ништо, просто да беше избери група од 3 членови од 8 различни студенти. Во овој случај би имале комбинации од 8 избираме 3, ова може да го означи вака, или ова е биномен
најлесно. Вака, 8 над 3, значи од 8 избираме 3. Правиме само група, не правиме раководство, туку правиме од 8 студенти, правиме група од 3 студенти. Во тој случај би имале некаква комбинација. Ај преку овој пример да објасниме која е разликата помеѓу овие. Која е разликата помеѓу овие две работи. Еве нека ова множеството студенти го означим со S и има студент 1, студент 2 и така нататка, студент 8, овие се различни. Кога правам пермутации, јас ова избор, значи студент 1 на прво место, студент 3 на второ, студент 5 да речеме на трето, ми значи што? S1 ми е председател, S3 ми е подпредседател, S5 ми е влагањник. Ова тука, C1, C5 ми е различен начин на избор на раководство. Значи, ова е едно раководство, ова е друго раководство. Раководството е составено од истите луѓе, но имаат тие различни функции. Во овој случај C3 е председател, C1 е подпредседател, дека пак C5 е влагањник. Затоа ми е битно местото, затоа правам некакви пермутации. Додека, ако рече да изберам група од 3 студенти, што праваме? На колку различни начини на избор на подмножество се сведува ова? Колку различни начини на избор на подмножество со 3 елементи можам да направам од ова множество. А така, тука, ова не е исто. Значи овде избирам некакви подмножества. И секогаш овие комбинации ќе бидат помалку како пермутации со истите параметри. Значи R комбинации без повторување се помалце отколку R пермутации без повторување. Тука не ни е битно местото. Кај комбинации не ни е битно местото. Битно ни е дека правиме некакви подмножности, збираме некаква група без повторување од некое множество на различни елементи. Ова го зборувавте повеќе на правење, но добро е на почеток да направите разлика. Тоа треба да го препознаете од